ден и добре дојдовте. Денеска сме соберени овде во читалната на библиотеката да ја славиме силата на жената. Посебна чест и задоволство ни е што денеска со нас на овој настан е градоначалникот на општина Белчево, господин Атила Поцевски. Сите заедно ќе упатиме една огромна поддршка до сите жени кои што се избориле или се уште се борат со ракот на дојката или воопшто со карциномот како опака болест. Со овој денешен настан, јавната локална библиотека Илинден го заокружува розовиот месец. По тој повод, библиотеката заедно со училишната заедница при Средното општинско училиште Митро Димитревски Брицо, а на иницијатива на претседателката на училишната заедница Искра Георгиевска, распишавме литературен конкурс на тема Силата на една жена. Пред да започнеме со доделувањето на наградите, кои што ги доделиме денеска на овој настан, сакам да кажам дека денеска тука со нас има и силни жени, наши сограѓанки, кои што се избориле со ова опака болест, се надевам дека ќе споделат искуство со нас. Тука се и нашите две докторки, доктор Билјана Георгиевска, специјалист по психијатрија, и доктор Андријана Илиевска-Велковски, специјалист по регионологија, што сакам од стручен агол да зборуваат токму на темата на која што зборуваме денес. Литературниот конкурс беше поезија. Јас составив мал текст проза, кој што сакам да го прочитам како вовед во денешниот настан. Почитувани, денес сме собрани овде во тивката и благородна атмосфера на библиотеката, домот на знаењето, зборот и човечката мисла, за да зборуваме за нешто што не се чита само во книги, туку се живее со срце. Да зборуваме за силата на жената. Силата на жената не се гледа само кога животот и се насмевлива. Таа вистински се открива тогаш кога животот ќе ја предизвика. Кога ќе ја соочи со болка, со страв, со неизвестност. Токму тогаш, во тие најтешки мигови, жената станува символ на храброст и надеж. Секојдневно многу жени водат тивка, но величествена битка. Битка со карциномот. Тие не се само пациенти. Тие се борци, јунаци, мајки, ќерки, сестри и пријателки кои не се откажуваат. И кога телото е уморно, кога болката е силна, тие наоѓаат сила во нешто поголемо, во љубовта кон животот, во своите деца, во надежта дека утрешниот ден ќе донесе светлина. Карциномот може да ја одземе косата, силата, мирот, но никогаш не може да ја одземе достоинственоста, волјата и светлината на жената. Таа продолжува да се смее, да сонува, да верува. Таа ни покажува дека храброста не значи да не чувствуваш страв, туку да продолжиш напред и покрај него. Секоја жена која се бори е жив доказ дека човечкиот дух е непокорен. Дека убавината не е во надворешноста, туку во внатрешноста, во силата, во топлината, во трпението и вербата. Денес сакаме да им оддадеме признание на сите жени кои се во оваа борба и на оние што ја добија својата битка, оставајќи зад себе светол пример. Вие сте нашата инспирација. Вие сте нашата порака дека животот вреди да се живее, дека љубовта лекува, дека верата чуда создава. Вашата приказна не е приказна за болест. Таа е приказна за победа, за човечност и непокорност. Вие ни покажувате дека кога телото слабее, душата може да биде посилна од било што. Дека секој нов ден е подарок и дека секој здив е благодарност. Драги жени, ви благодарам што ни ја покажувате вистинската сила на животот. Вашата храброст е наш патоказ, вашата насмевка е светлина, вашата борба е лекција за сите нас. И затоа ти женоборец, стисни ја болката, стави црвен кармин, додерај се и чекори, нека се тресе земјата по твоите нозе. Не гледај во убавата коса на друга жена со солзи во очи. Твојата коса ќе биде поубава и гордо ќе се милува со ветерот еден ден. Не се плаши. Оди на висока штикула, нашминкана, насмејана. Твоите најблиски, твоето дете, сака да те гледа силна, самоуверена и насмејана. Насмеј се и мисли дека утре ќе биде прекрасен ден. Не може тебе никој и ништо да те изеде, а најмалку работ. И не плаши се да зборуваш за маката, за болката, за неизвестноста. Има се уште луѓе, има жени кои сакаат да го поделат твојот товар со тебе, кои сакаат да ти слушаат, поддржат и помогнат. Тука сме за секоја од вас. Нека овој ден биде во ваша чест, во чест на силата на една жена. Пред да започнеме
почнеме со обделувањето на наградите од литературниот конкурс. Јас ќе му дадам збор на градоначалникот, повелете градоначалник. Благодарам, Миле. Напред добар ден на сите. Сакам да ги поздравам и сите жени во оваа просторија и сите оние кои што се вистински пример за борбата со женските болести. Тука за жал имаме неколку представнички и за среќа жени кои што ја преболеле и се вистински мотив за сите нас, не само за мажите и за жените, а за сите поколенија дека мора да се бориме и да допринесуваме сите заедно. А сега не дозволете ми и официјално да се обадам како градоначалник. Почитувани директорке, почитувани докторки, почитувани гости, најпрво дозволете ми да изразам задоволство од самата организација на еден ваков настан, чија цел е подигнување на свеста кај жените за редовни здравствени прегледи. Тргнувајќи од фактот дека превенцијата е најголем лек, затоа ја сметам оваа трибина посебно важна и од аспект што во неа, освен компетентни доктори и представници на веганскиот сектор, се вклучени и млади, кои треба уште од мали нозе да стекнат навика за редовни превентивни прегледи, но и да помогнат на пододрасните од нивните семејства да ја поштуваат оваа навика. Пред се, како одговорен човек, а потоа и како градоначалник, и сакајќи да бидам вклучен во сите активности и потреби на моите сограѓани, посебно на една ваква важна тема, сакам да ја запознавам јавноста дека општина Делчево ќе работи посветено на темата здравствена едукација, не само на жените, туку и на мажите. Нешто што ќе биде предвидено и во годишната програма за еднакви можности на жените и мажите со низа активности. А исто така, сакам да најавам и дека уште на првата седница на Совет на општина Делчево, што ќе се одржи за многу наскоро, ќе се формира и комисија за еднакви можности како тело задолжено да работи и да продолжува да создава услови за инклузивно, современо демократско општество, каде стручноста и компетентноста се клучни критериуми за јавна функција. Воедно, како градоначалник, испраќам апел до представничките на здравствениот дом во Делчево да ја стават во функција целата инфраструктура и човечки ресурси за полесен пристап на пациентите до превентивни прегледи на дојка во Делчево. А исто така и апелирам во соработка со веганскиот сектор да се организира центар за психолошка поддршка на жените, бидејќи тоа е период кога жените се најранливи и кога мора како одговорна општина да помогнеме сите заедно да се победи оваа болест. Ние сакаме среќни и здрави семејства и затоа сметам дека со добра организација, соработка и многу волја и ентузијазам можеме се да оствариме. Општината и јас како градоначалник сме отворени за секако соработка. Воедно, за крај сакам да ги поздравам и добитниците на сите награди, но и да поздравам мојата мајка која што исто така е борец со женска болест. Благодарам. Началник, сега ќе ги дадеме наградите на конкурсот, кој што реков го организиравме со училишната заедница при Светот општинско училиште Меко Невителски Вицо на тема Силата на една жена. Првото место на литературниот конкурс го освои Сара Ангелова. Второто место е за Сара Тодоровска. Третото место за Ана Мавродиева. Пред да ги слушнеме наградените творби, јас сакам да упатам голема благодарност до професорите по македонски јазик од Средното општинско училиште Методи Мителски Врицо, кои што се нашата релација и ни помогнаа во реализација на овој литературен конкурс. Од библиотеката добиваат скромен подарок. Тука со нас е како ментор Лидија Дамјанова. И благодарни се добиваат
Дојдовте и Весна Соколовска и Никола Јанакиевски, меѓутоа не се тука со нас. Повелете со првите. Силата на една жена. Во длабоката тишина на утрото, главата мисла ми ја гали, а во срцето шепот од вечни огради на лаги. Не води кон пат на светла вистина, токму таму каде жената успеала да биде најчиста бистрина. Како скапоцен камен, во раце на сите брендија. Од болка секогаш ковала нови стремења. Во очи секогаш и горела и љубов и бол, но таа стоела гордом како символ. Честопати историјата ни шепоти нам. Таа се бори со корен на пиреј, земјата не јагони. Колку и да ја кине животот луд, таа повторно никнува горда како достоинствен труд. Била ми ќе биде добродетел, пламен и мир, вода и оган, сон и вир. Во мојот, но и во сечи дом, мајка, корен, и гранка и плод, вечен оган во човечкиот род. Низиниот глас тишината го бои, но таа е триумф што само срце го пои. Жената, пламенот што не згаснува, ветерот што тагата ја распнува. Од љубов ткае вечност и мир, од Бога создава нова зора, нов вир. И кога мракот ќе ја скрие цела, таа светка како молитва бела. Зашто низината сила не лежи во збор, туку во срцето што љуби се без отпор. И затоа, секоја жена е посебна приказна своја, искрена, јасна, како милината моја розова боја. Зашто на вистина запомтете, вистинскиот гламур и сила не се во сјај, туку во душа што љуби, не бара волшебен рај. Благодарам. Само сакам да кажам дека мојата награда ја посветувам на сите жени борци со работна двојка, но посебно на Билјана Печиновска. Благодарам. Силата на една жена. Таа не е бура, туку гласен крик, туку тивка река што картата ја дроби. Создадена од вечност, од тажен миг, надеж што никогаш не се заради. Во нејзиниот поглед тишина се крие, а сепак поган древен гори без срам. Со секоја солза волката се вие, за да остане корен и моќен храм. Кревка како свила на пролетен цвет, но подпрста од несилниот челик. Го носи во себе целиот свет, таа е утеха, таа е заштитник велик. Кога сеќе се сруши, кога сеќе се запре, таа е првиот див на новото утро. Низината душа никогаш не старее, интуицијата и е светко мудро. Силата на една жена. Тишина пред бура. Тоа е таа. Поглед што зборува повеќе од глас. Во незините раце има нежност што лечи, но и оган што согорува. Неправда и страв. Таа паѓа, не за да се скрши, туку да ја почувствува земјата, што ќе ја крене посилна. Од низините солзи никнува надеж, од болката мудрост, од љубовта бескрајна моќ да простува. Низиното срце е храм и војно поле. Таму љубовта се раѓа, но и се брани. Таа не моли, таа создава. Таа се предава, таа се преобразува. Силата на една жена не е во мускули, туку во низината тивка одлучност да зборува кога сите молчат, да свети кога ноќта е најтемна, да го носи нетешкиот товар. Жена, таа не победува со сила, туку со срце кое не престанува да верува и да постои себе во вечност. Збор на двете докторки, поведете. Добар ден на сите. Тука сме да дадеме подршка на сите жени борци, да посакаме образовно оформување. Знаеме дека само збор за битка која што трае цел живот и заболување кое што е многу често присутно помеѓу сите нас. Затоа многу е битно да зборуваме за психолошката подршка која што е потребна од самиот момент, односно од првиот почеток. И обично со запознавање на болеста настанува една шокова состојба и неверување. Никој од нас не е спремен за слушање на лоши вести, особено да слуша дека боледува од нешто. Првата фаза на заболувањето е шокот и негирањето и обично никој од нас не сака да прифати дека има заболување, го негира тоа, се испитува постојано, додека да се прифати самата болест, да дојде до фазата на лекување, кога настанува промена на начинот на живот, промена на стилот на живот, промена на сите планови, особено на оние долготрајните планови кои некои мора да се прекинат, некои мора да се стават во мирување, почнуваат да се прават нови планови на живот и нов начин на живот. Ние како ќе се справиме со самата болест зависи од единката,
од структурата на личност и од развиток на самата единка, меѓутоа многу зависи од средината во која се наоѓаме, зависи од семејството и поддршката на семејството, зависи од економската моќ и затоа многу е битна психоедукацијата која што е потребна од самиот момент и од самиот почеток на заболувањето, односно зашто станува збор, на кој начин е лекувањето, кои се несакани ефекти, се што може да се појави кај самата единка за да знаеме да се справиме на време и да ги препознаеме ние сите симптоми. Според сите хипотези, истражувања, емоционалната стабилност и избегнување на стресот се многу битни, особено за имунолошкиот одговор и за фазите и начинот на лекување, и затоа треба да зборуваме и да настане една превенција, односно психоедукација, како да се справиме со самото заболување, како да го прифатиме, за да го подобри квалитетот на живот и на време да ги препознаеме симптомите, за да може да почне, ако има потреби, фармакотерапија, за да се подобри квалитетот на живот. Инаку, со запознавање на болести, со почеток на болеста, започнува најсилниот симптом, односно тоа е стравот. Може да се појави и намалено променливо расположение, може да се појави анксиозност, меѓутоа стравот кај самата единка, кај целото семејство е изразено. Тука е стравот од губиток, стравот од смрт, меѓутоа стравот од беспомошност, од зависност на други лица, стравот од болка кој што е присутен цело време. Затоа многу е битно да знаеме да ги препознаеме емоциите, ако не самите да зборуваме, да правиме психоедукација на семејствата, да знаат да препознаат кога веќе е потребна помош од особено психотерапевт, психијатар, кога е потребно дополнително лекување со фармакотерапија за да се подобри квалитетот на живот. Затоа ние секогаш стоиме на располагање кај сите пациенти, особено кај пациенти со карциноми, пациенти кои што се лекуваат од оваа болест. Слободно може да не контактирате. Најпрво благодарам за поканата. Честитки за наградите на овие инспиративни млади девојки, за двете Сари, Доана, кои што умеа својата душа да ја претежат на нискардија. Октомври е месец кога Розовата Бојана потсетува дека секоја жена е вредна, а секој живот е драгоцен и здравјето е најсилното оружје кое го поседуваме. Како доктор кој што е директно инволвиран во оваа проблематика, но и како жена, секогаш апелирам на важноста на превенцијата, на раното откривање на ракот на дојката, както и поддршката на борбата против ракот на дојката. Ги охрабрувам сите жени да бидат редовни во прегледите, почнувајќи од само прегледите, кои што секоја жена може да се ги направи во домашни услови и потоа да се оди на тие редовни прегледи, екопрегледите, кои што по протокол се прават на 1 година. Ако има некоја медицинска индикација, може да бидат назначени на 6 месеци и на 3 месеци. И потоа другото е мамографијата која што се прави на 2 години, секако и порано ако истата индикација веќе постои. Јас веќе скоро 4 години работам на екопрегледи на дојката, јас лично се знам со најголемиот број од вас овде и можам да се пофалам дека веќе сме во процедура на поправка на мамографот во здравствениот дом во Гоце Делчево, така да очекуваме дека во скоро време ќе почне да функционира тој кабинет за дојка, што вие знаете, еве доктор Сонја ми е прелучи, што функционираше на почетокот, добро беше кога можевме да ги правиме тие комплементарни прегледи, еко на дојка и на мамографија. Директорката овде исто и таа доста се залага да се реши тој проблем, така да очекувам дека ќе почнеме да работиме со полн капацитет. И за на крај да се избориме со стигмата околу ракот на дојката, со срамот, со стравот, да се информираме, да прашуваме, да бидеме одговорни и да не заборавиме, превенцијата спасува живот. Благодарам. Сега сакам да сподели искуство некоја од вас силните жени кои што се избориле со оваа болест. Има ли некој? Ајде. Да се заблагодарам за овој настан, биле прво на тебе, за присуството на градоначалникот и на саканите докторки наши.
Знаете, со овој настан ни дава дополнителна сила. Значи дека некој сепак се грижи за нас, дека ние не сме оставени сами. Една специјалистка од Србија ќе споменам една многу убава мисла, таа изјави дека ракот на дојката е всушност говор на душата. Па аналогно на тоа се асоцира на многу битното значење на менталното здравје. И јас во оваа прилика сакам навистина да ја поздравам иницијативата на градоначалникот и сметам дека не е нерешливо тоа да отвориме центар за психолошка поддршка на жени кои се борат со канцер на дојка или секако вид канцер. Тоа не е неостварливо. Мислам дека ги имаме сите ресурси, имаме специјалисти какви што може другите општини да сонуваат, нели? Само треба добра волја и со граѓански сектор, не знам дали има тука представници, ја имаме тука жена организацијата која што работи на такви теми и може многу да помогни во таа борба против менталното здравје, да се сочува, бидејќи навистина тоа дава сила. И уште нешто накратко би сакала да кажам, кога читаше Билјана воведот, навистина ме расплака и ми се врати една слика една година после операцијата и хемотерапијата, ја добивам награда во Штип за најдобар дописник во Источна Македонија. Само што ми беше порасната кост и така веќе почнав да ја виткам. И излегувам на сцената, не кажав нешто, не знам што, туку се заблагодарив им на поддршката и кажавте ме, не е важно ништо се си поминал, важно е тоа што некој го цени што си го работел. И ја гледам плачи во публиката. И навистина кога спадам велам, зошто, знаеш, ме го знемири, зошто плачиш? Вика, не можам да замислам каква беше, како одеше. И вика, сега си тука пред мене, вика и така, многу така. Многу се разбирам што имаме силни жени. Многу. А тука се кажа, сите сте силни жени. И сите сте победили. И најдобро знаете ни што сте поминали. Јас за това и речук, не гледайте ми сози во коса на друга жена. Што ги биде побуда еден ден. Друг некој да каже нешто, не мора само од жените кои се изборили. Ајде, јас сум информатичен, од 22 години работам со жени и имам многу пациенти со карцином на дојка. Мора да зголемиме свеста на жените и за само преглед да се научат овие деца од 18 плюс години дека трае само 5 минути. Да ги научиме кога се прави, кој дел од циклусот се прави, не одзема време. Тоа е нешто ако се љубиш себе и ако можеш да си помогнеш на себе. Имам толку многу болни со оперирани со карцином на дојка кои се живи, здрави, прави баби, на убави вклученија се радуваат, така да стадиумот е она што одлучува дали некој ќе живее или нема да живее. Ако се открие на време, верувајте, тоа е болест која се лекува 100%. Така да свеста ако ја покренеме, ако ги научиме нашите млади деца од 18 години нагоре сами да прават преглед. И ако секое сомневање го пријават кај нас, верувајте, нема да има смртност толкава како што има сега. Еве толку од мене. Превенцијата е она што може да продолжи многу живот и да видиме многу среќни семејства. Благодарам. Мене баш тоа е најмногу ми израдува што на иницијатива на училишната заедница, на млади деца, го правиме денешниот настан и кога ме праша иска дали сака библиотеката секако. Ова е навистина за похвала, браво за темата и за иницијативата што ја направи училишната заедница. Само еднаш треба еден договор да покаже еднаш како се прави. Сите деца многу се паметни, они гледате широка перцепција, имаат и сакаат, љубат им, ќе кажат на друг па на трет па на пет. Многу едноставен преглед кој навистина многу значи. Дали некој друг има нешто да ни каже? Јас, бидејќи кога ми ја даде благодарницата Билјана, бев многу вознемирена. Не можев да кажам ништо, значи чест ми и среќна сум што тие деца успеа да напишаат такви песни, што не погодија сите, таму од комисијата. Тоа се сите три мои ученички во моментот. И
понекогаш ние мислиме дека тие не размислуваат за некои теми, меѓутоа кога правиме слободен мобет за општи работи од животот, значи тие за се имаат прекрасни одговори и нашите сомнежи ги рушат тука. Јас како професор, бидејќи разговарам стално често со учениците, ете можете да кажат, ние и часови имаме, а и разговараме за секакви теми, така да јас толку само ќе кажам не. Јас повторно да кажам, ние имаме наистина прекрасни деца. Да. Многу талентирани и многу креативни. Само треба да најдеме начин да го извлечеме тоа од нив. А тие се секогаш расположени. Секогаш и на слободна тема кога им се дава, секогаш пишуваат прекрасни есеи, прекрасни. Да. Има ли некој друг нешто да каже или да завршиме? Слушнавме да ви вести од докторките, мамографот ќе се стави на сила, Центар за психолошка поддршка и тумор маркери. Јас ти благодарам на сите. Ако да си извини, повеќе са лепо. Значи, пошто јас бех претходната недела на онкологија, со резултати, да ви кажам малку, ако може некако да ни помогнат тука нашите докторки, значи со ехо и со мамографија и со тумор маркери некако да дојдеме до тие резултати за тоа што јас сите на приватно ги правим сега хубаво. Значи сите си ги платим прегледи за да идам на контрол. Ако може нешто со тоа да се преземе, да се види некако и со овие апчињата што ги пиеме на онкологија, што сите ги пиеме тие апчиња, значи еве сега некој одат преку матичен лекар, слушам дека одат анестрасолово и кој беа само, меѓутоа ја тие не ги пием, не ми делуваат, мене ја директно порачувам од Бугарија, пиеме од Бугарија пиеме ние на приватно ги порачаме тие некако нешто да се најде, да не се ублажи некако тој трошок и да се уведе некако кај нас. Сега во Каменица не знам дали работи рентген. Ние не ме слушнахте, јас сештинувам да кажахме дека набавени се сите делови во тек е поправката на поправката е во тек, значи још не работи. Да, останало ше некои ситници што се интернет поврзани со Јапонија и ќе го пуштиме, надеваме се дека тој месец да се е набавено од наша страна што потражија мајсторите и очекуваме да биде пуштено. Втората добра вест е што планирано беше за 25-та, меѓутоа 26-та ќе набавиме апаратура и ќе ги испитуваме тумор маркерите кај нас, така да битно исто на нас, да никако делчево нема шанса да го направиме. Ја чекам една година за тумор анализите и испитувања во нашата лабораторија ќе биде 26-та година, меѓутоа и кај нас ќе го направиме. 26-та, ние ги чекаме до 26-та, не се предаваме лесно. Добро, това ми беше, значи, иначе фала ви за таа организација денеска, стварно сум презадоволна. Ја, значи, борам се со карцинома веќе 5 години, ама, значи, прв пат присуствувам на таков и изненадена сум од децата, стварно, значи, презадоволна сум. Свака им час, значи, толку млади деца да размислуваат на таа тема за ракот, што ја мислех дека лично моето дете дека не размислуваше за мене кога бех болна, кога гледаше се што ми се случува, меѓутоа грешка сум била. Грешка сум била, пошто гледам сега децата колку се заинтересирани и мислам дека треба повеќе едукација да има жените кај нас, не се многу едуцирани и да не се срама, како сега што сме се собрали ние овде сите, да не се срамат ни една жена која е со карцином, затоа што тоа не е срамно ништо. Битно е, кога сме сите заедно, полесно ќе го поминеме тој период. Многу полесно се поминува. Јас го поминав многу полесно, меѓутоа не со жени од Делчево, искрено. Со жени од страна. Со жени од страна, што заедно бевме во Скопје, заедно оперирани, заедно на хемотерапија, до ден денес контактирам со нив. Значи, и многу полесно го поминав тој период. Ја веќе се потрудиме да имаме почесто среди. Моја идеја. Да, сега слушнат идејата супер. Треба да ни се обезбеди едно катче, една просторија, каде ќе можеме да оствариме дружби, каде ќе можеме да се одржуваат психотерапевски предавања од наши доктори, од споделувања, дружења,
со вежбање, со пешачење, значи секаде скоро во сите општини има истина едно здружение, секој си има и каде имат качи, каде се дружат. Меѓутоа тука кај нас некако во тие години немаше, а ни таа идеја, мисля дека сегашниот градоначалник ќе се потруди околу това. Ќе мора да најдеме една просторија за дружба, за кафе дружба, за да правиме инклузивни предавања, да повикуваме доктори, имаме наши доктори и така да ќе ни треба и психотерапевти нормално. Кој е пребродил, мисля години, поминали се кај мене скоро и 15 години, а некој е на почетокот и му треба многу голема поддршка. Сега веќе кога ги слушам, верувате дека това веќе за мене како да заостанува на позади, само гледаш напред и едноставно очекуваш за сите така да го поминат со борба, со јачина, со храброст, значи да не се предаваме никако. Едно се истото, значи треба да се сведеме на тоа дека треба да бидеме храбри, силни, самоуверени, самодоверба во себе, за да можеме да се бориме со таа болест. Верувајте, ја имам едно добро искуство каде истина сега се активирах на можда и на многу покасни години, да речам, ама многу поубаво ми влијае на здравието, на мојот дух, како да речам и расположение, кога си некаде се случуваат некои, значи дешавки, не е битно каде и како, а во другите општини знам дека има повеќе, значи издруженија каде се прават средби, имат си неделно закажуват се средби со пиење кафе, со разменување, со на некој ако треба помош да споделиме, на некој ако треба таблети кои имат, како да се договараме за да помогнеме на секој. Јас би се дала, овој октомври го промашивме, ама сите што сме тука, здрави и живи, до година на 15. Добро, правим барањето и сугестите многу на место, што Бланка, и мисля секој е чест за сите вас. Прески кажев дека јас сум дете кој што е пораснало со мајка кој што имаше проблем, сирозен здравствен. Исто победник на канцер, не на дојде на друг орган, но знам дека многу е важна поддршката од фамилијата, но и од стружните лица и од општеството, када е убава идејата да се направи некоја просторија по кој што ќе можете вие да се дружите, пошто јас искрено мислев да ја поканам на кафе доле кај мене во кабинето, да ви дадам така една посебна чест, ама пошто сме повеќе други нема да може да се собереме, па да никој да не се почувствува дека е сегрегиран, затоа имам го понатваа како идеја, но мултимодијалниот центар кој што е собственост на општината, секогаш може да го користите за било какви средби и состојници, дали се дружби, дали се такви официјални состојници, нормално и апел до невладиниот сектор дека веќе отвараме општината за невладините организации, за младите организации, за да го користат мултимедијалниот центар. Правично, до тоа што ќе ни престои некоја реорганизација на општината и тоа е моментално простор кој што може да биде користен за јавни собери, нормално со претходна најава во општинската администрација, но нема да го затвориме никогаш. А за моделот за посебна просторија, во сериозно сме размислување, пошто сакаме да се ослободат простории горе во старата зграда Собраниска, тој горниот спат горе ќе биде празен, така да тамо живи и здрави, да се надеме дека ќе успееме да го реконструираме, да го направиме да биде по-чист, по-лидски да биде и да може да направиме повеќе простории за повеќе таргет групи, не само за жени и за борци од болести, да биде и за невладини сектори, за земјоделци, за млади, за спортисти, така да планува и тоа. И да најавам дека многу скоро ќе имаме едно пријатно изненадување во здравствениот дом, ќе добие еден, веќе сме у сериозни напреднала фаза да добие една донација, која што може да биде, да видиме во каква состојба, која што ќе може да биде искористена за посета и за превенција на жени кои што се од рулуваните местни заедници, пошто за жал не секогаш они имат поголеми пречки да дојдат на доктор и да изредовен преглед. И мислам иден апел до невладните организации, до вас како жени, можете уште утре да понесете едно барање во архивот на општина Делчев за наоѓање на можност за опременување на простор кој што ќе биде за било каков тип, дали за
средби на жени, на женски организации, на невладни организации, така натам. Нормално за това нещо е потребно да се произнесе совета на општина Делчево, да го предостави, да најде начин и советните одделенија по општината, но ето нека и нафала и на сугестија до сите вас. Мисля дека е добро да поднесете на обарење уште утре во општината, затоа што ќе имаме многу наскоро совет, да изготвиме една одлука, да ја донесеме таа одлука и да имаме ние сега народски обичка општината дека мораме да направиме час поскоро. Затоа така ќе не задужите и уште наредна 7 дена да имаме обврска, това сега ще го кажа, да го изменаджираме и да го направиме. Некој друг? Ајде, повели се. Јас би се обратила како активист за правата на жените со карцином на дојка веќе повеќе години, како администратор на неформалната Facebook група Пепелки во склоп на Сдруженијето Хема Моко, кое што моментално најзастапено во Македонија и најдобро се пласира во однос на ова прашање. Лично би се заблагодарила за оваа средба, за оваа трибина и многу сум среќна што за прв пат се покренува такво нешто во нашата општина. Градоначалникот што е расположен да ни биде во преслед на нас пациентите, на сите овие деца кои што напишаа прекрасни творби. Би сакала оваа едукација да биде застапена во средните училишта повеќе, да се информираат, бидејќи со нашите прегледи во болницата ние се среќаваме секојдневно со многу мали пациенти. Дури на 19 години има пациенти кои што веќе се борат за карцином на дојка, што е многу застрашувачко. Никогаш овие деца не помислеа такво нешто дека ќе може да ги следи во животот, меѓутоа се поместуваат границите секојдневно и би било многу убаво, таа едукација да почне барем во 3 и 4 година, бидејќи некои незначителни промени кои што се случуваат во телото во градите, како фиброаденоми или некои други венни промени, може да постепено после да прераснат во карцином на дојка. И затоа е многу важно секоја промена да се следи уште од најмлада возраст. Инаку би сакала, следејќи по повеќе време, значи самите мисли на пациентите, нивното мислење преку Facebook групите и така натаму, би се обратила на нашиот градоначалник, верувам дека не знам колку другите се запознаени со тоа, меѓутоа веќе и не само сега, туку и многу порано во сите општини на ниво на нашата држава, овие пациенти кои што се лекуваат подолго време, кои што се онколошки пациенти, кои што многу често одат на прегледи, поднесуваат документи во кои што општината дава финансиска поддршка еднаш годишно, кои што суми не се можеби многу важни, меѓутоа за овие пациенти можат да покријат еден дел од финансиските трошоци кои што ги имаат, бидејќи многу често ги посетуваат клиниката и многу постојано се на терапии. Речиси секоја општина е до сега има помош за овие пациенти. Нашата општина до сега немаше предвидено некој буџет, бидејќи имаме доста разговарано со нашите пациенти, мислам нашите пријателки кои што се борат со оваа болест и имаат речиси сите поднесувано вакви документи, меѓутоа до сега буџетот или немаше зацртано таков основ за давање на таква помош. Важно нема некоја значајна промена за сите овие години, еве 8 години како јас сум веќе пациент, немаше промена во однос на ова прашање, иако до сега јас имам поднесувано барање и за финансиска помош, за да видам како се одвиваат работите и меѓутоа и за како прашање за промена на буџетот во општината, бидејќи најверојатно општината до сега немаше буџет во врска со ова прашање. Јас се надевам дека оваа година, планирајќи по општината буџетот, ќе го предвиди овој проблем и ќе го внесе во буџетот за наредната година и ќе можат сите пациенти да се надеваат или да се одреди една дата кога ќе се поднесуваат овие документи, да им биде дадена одредена некоја сума и оваа сума ќе биде многу важна, бидејќи гледаме дека и терапиите некои се многу недостапни, многу големи се трошоците за одење по болниците, имањето на суплементи, витамини и така натаму. Значи ова е болест која што бара финансиско изискување и навистина е потребна помош. Во
предложили имена сите, меѓутоа е советот на општината нека процени начини на кои пациенти би ги следувало на нивните состаноци и нека се даде помош на тие кои што е најпотребно. Ти беше дел и од модната ревија. Ова беше навистина еден прекрасен настан. Модната ревија што беше, да. Сите бевте, нели, сите што бевте на таа писта блескавте. Со некоја сила, со некоја убавина, некоја чудо Таа беше. беше и пораката да се види силата на жената, дека и покрај се може да оди напред, да се бори и да... Ова традиционално ли ќе го прави? Традиционално се планира да биде правено, а ќе видим за оваа година дали ќе биде спроведено на истиот начин или ќе има некои промени. Би било добро и различни жени да учествуваат, секој водител, мора да видиме ние сите истите и ќе го пробивме лелот за прв пат на таа ревија. Градоначалникот сака сега да отговори. Да, значи ние имаме, мислам, во самата програма која беше пред изборите, која се уште избори, имавме предвидено, значи, субвенциониран јавен превоз или по превод, помош за пациенти и за социјално ранени категории кои што за жал имаат потреба да се лекуваат во други општини. И таа мерка планираме да ја спроведеме веќе и во наредната програма, тука Дани може да ја прибележи, за да ја метнеме во нашата општинска програма и това дадено ветување да го исполниме и јас верувам дека го исполниме. Исто може да го спомна, може окей сега моментот ќе имаме форуми, општински форуми за креирање на буџет. И многу важно е сите граѓани подеднакво, вклучително дали се мажи, жени, млади, стари, пензионери, болни, здрави, да знаат дека имаат право да учествуваат во креирањето на буџет, на општински буџет. Значи буџетот не е собственост на градоначалникот, на советот или на било кој во општината. Буџетот е на општината, на граѓаните. И граѓаните затоа планираме да направиме два буџетски форуми во кои што секој граѓанин ќе може да дојде, ќе бидат отворени и да својата идеја да ја каже, да ја даде, исто да биде донесена, изгласена или доразгледана и да влегне во буџет. Тоест тие средства да бидат предвидени во буџетот за 2026 година, здрави и живи година 2027, 2020 да направиме пак буџетски форуми кои ќе бидат повеќе пати во годината, за да почнеме од порано да го креираме буџетот. Затоа што е многу важно. Да, ние работиме, ние сме општина која што бива помал буџетот од многу други општини во државата, но треба да видиме и да најдеме начин како да го изменаџираме за доброто на сите нас. Оти верувам дека и 1000 километра асфалт да ставиме во Делчи во селата, ако такви работи кои се неопходни и потребни за поединецот, ништо нема да направиме. Мораме да работиме пред се за здравјето и за иднината на новите генерации. Така да е добро како сугестија, но исто и сакам да го искористам прилика да ги најавам тие форумски сесии кои што ќе бидат отворени и нормално отворени прашалник за идеи и предлози за вметнување во новиот буџет. Така да јас искрено сум убеден дека од разговор ќе произлезе некој ваш предлог кој што ние како општинска администрација ќе го реализираме. Нема да рече дека јас ќе го реализирам, ние ќе го реализираме затоа што това е заедничко и мораме заеднички да го градиме и да го правиме. И фала ти за убава сугестија. Само да бидеме информирани во што поголем број за форумите да можеме да присуствуваме. Веќе е во постапка на подготовка сами буџетски форум, дека у нас кој ќе биде јавно објавен на официјалната веб страна на општината. Ќе гледаме и преку изјави, преку најави, преку медиуми тука кои што присутни да допре до секој ден, за да може да учествува. Информативно само во меѓувреме има и анкетен прашалник, секој може да го пополни, така пишуваше во. Дали некој друг има нешто да ни каже? Навистина ми е многу мило што се собравме во толков број. Дај Боже живи и здрави да се гледаме повторно на различни теми.